да може да го види Груевски ова што јас во моментов го гледам. Да може да го слушне Груевски ова што јас од овде во моментов го слушам. Да може да го почувствува Груевски ова што во моментов јас меѓу вас го чувствувам. Ве уверувам и ве убедувам. Веднаш ќе си ги спакува парталите и сам ќе се пријави таму каде што име местото на мафијашите и на криминалците. Ова наша шарена револуција, ова наша шарена револуција е најдобриот одговор за режимското сивило кое што владее 10 години во Македонија. Оваа шарена револуција ќе ја памтиме и ќе биде една од најбитните работи во нашите животи, а за тоа воопшто во моментов не сме ни свесни. Ќе биде нешто со што ќе се гордееме, ќе биде нешто што ќе го зборуваме, раскажуваме и прераскажуваме на идните генерации, гордо кажувајќи им на нашите деца и внуци во иднина. Да, и јас бев еден од тие кој гордо застана на патот на режимот на ВМРО ДПМН и гласно и јасно му кажа: доста беше молк, доста беше молк, доста беше молк, доста беше молк, доста беше молк. Оваа наша шарена револуција ќе ја направи промената во нашето општество и држава. Јас и мојата генерација не сакаме повеќе да живееме во држава во која студентите живеат со лебарки и жаби по студентските домови. Јас и мојата генерација не сакаме повеќе со нашите браќи и сестри, дечковци и девојки, братучеди и братучетки, да се гледаме само преку Skype и Facebook, додека тие мака мачат да заработат на некои од крузерите на грчките острови во Малта или на Work and Travel во Америка. Јас и мојата генерација сакаме да живееме во слободна и демократска Република Македонија. Република Македонија во која законот и уставот важат подеднакво за сите. Македонија, Македонија, Македонија. Јас и мојата генерација сакаме промени и затоа сме овде во шарената револуција, затоа што сме сигурни дека ова е единствениот начин да се избориме за промените. И не само што ќе се избориме сите заедно за промена на овој фашистички режим. Ќе се избориме сите заедно за многу промени. Ќе има промена и во оваа зграда овде до мене. Оваа зграда овде ќе се промени, ќе биде вистинско гнездо на демократијата и дом на граѓаните, а не нотаријат на режимот на ВМРО ДПМН. Ќе се промени и она канцеларија подолена кај Рекорд. Ќе биде свратилиште на граѓаните и представничка канцеларија на вистинските и легитимни институции на Република Македонија, а не само празна саксија на фикусот од председател. Ќе се променат многу работи. Ќе се промени и оваа порта овде. Ќе стане символ, споменик и паметник на шарената револуција. Гордо стоејки, ќе стои гордо така изфарбана,
за да ги подсетува идните политички елити дека не може да го плячкаат народот и не може да ги газат законите и уставот во Република Македонија. А најгоре на капијата ќе има бројчаник кој ќе го регистрира секој денар што го украдоа кога ќе го враќаат. И треба да знаат, парите ќе ги вратат и ќе одговараат. Дозволете на крајот од тука, од епицентарот на шарената револуција, сите заедно да му порачаме на Митко Чавков, на Ѓорѓе Иванов и на Николај Груеску. Колку повеќе не снимате и сликате, толку помалку ви се криеме. Колку повеќе апсити се заканувате, толку сме похрабри и посилни. Додека вие не снимате и не пребројувате, ние тука ви ги одбројуваме последните денови до вашиот крај. Вашиот крај доаѓа и бегање од тоа нема. А до тогаш, секој ден во 6, бидејќи додека нема правда, нема мир. Нема правда!